На големиот Белград му запеа најгласно на македонски јазик. Покажа што значи да се биде голема звезда меѓу сите тие звезди на Грант. Жирито го освои со својот глас, со својата позитивна енергија, меѓутоа и со својот ведар дух и харизма. Токму Александар Темелков, момчето од звездите на Грант, гостин во најновото и денешно издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Александар, добре дојде, ти благодарам што ја прифати за прв пат мојата покана да гостуваш овде во студиото на телевизија Сонце и во мојата емисија од своја страна. Благодарам и на вас, задоволство ми е да бидам дел од вашата прекрасна емисија. Како си? Супер, како сте вие? Добра сум јас. Деновиве, па и периодот кој што нели одминуваше, доста си актуелен во македонската јавност, социјалните медиуми, бурно те следеа, бурно реагираа за се она што се случи, меѓутоа тоа ќе го оставиме за малку понатаму во емисијата. Јас сакам да почнеме од оној почеток. Ти си момче, односно дете кој што од 7 години е на сцената, односно од 7 години го има својот прв настап. Ајде повеќе за тоа. Како почна, од каде и од кого ја наследи можеби љубовта кон музиката, кон песната? Пред се, мојот прв настап беше на концерт на оперскиот пејач Борис Трајанов. Борис Трајанов на ниво на општина Велес. Од сите основни училишта мене ми избра за негов гостин и мене ми представуваше пред се голема чест да сум успеал да оставам голем впечаток на еден таков маестро. Го почитувам и до ден денеска и го поздравувам во оваа прилика. И така да, мојот прв настап беше со само 7 години, пеев Јовано Јованке и тоа е мојата прва песна јавно на телевизија и кога гледав снимката тогаш, значи веќе има 14 години од тогаш поминато и до ден денеска кога ќе ја видам снимката, едноставно ми се враќаат ни убави спомени. Важиш во твоето детство како едно весело разиграно дете кое што секогаш ги развеселува своите другари. Ти ли беше оној во центарот на вниманието кој што секогаш знаеше да запее? Сакаше ли уште од мал фолк музиката? Па да, уште од најрана возраст, затоа што не сум бил уште ни проводен, а јас сум пеел, значи од година и пол, дури имам и видеокасети кои што планирам да ги прелистам, да ги вметнам на CD и да можам да ги објавам, да едноставно покажам на публиката од колку многу мал ја сакам музиката и се занимавам со тоа. Па да, доста во друштво сум пеел, едноставно сме правеле добри забави кои што и ден денеска ги паметиме и се сеќаваме, па секако и сега и до ден денеска продолжуваме со исто темпо. Мене ме интересира кој го препозна твојот талент за пеење, за убава песна, убава музика и еве од годините на детството па се до сега, кој беше можеби твојот ветер во грб и твојата најголема подршка? Па секако моите најблиски ми беа голема поддршка, но што се однесува до откривањето на талентот, мислам дека сам си го открив талентот затоа што уште од најрана возраст, едноставно кога слушав музика, кога пеев, се чувствував исполнет и баш едноставно сам си го открив и со тек на времето и се надоградував, одев и нижа музичка школа, завршив и свирев и виолина. Така, интересно е тоа за тебе, дека свириш на виолина, односно си свирал, меѓутоа се надевам дека желбата се уште трае и дека се уште умееш со виолината. Па добро. Колку е предизвик свирењето инструмент? Па интересен предизвик затоа што покрај тоа што имав огромна желба за пеење, одлично го владев инструментот и професорката што ми беше по виолина беше доста задоволна затоа што имам таков слух што веднаш можам да се вклопам во се и така да добро ми одеше и соло пеењето и инструментот. Па да ти кажам искрено до ден денеска долго време не сум свирал, но не се сомневам дека ако почнам повторно да вежбам дека ќе се вратам во таа форма што сум бил. Се сметаш ли себе си за популарен веќе? Те препознаваат ли луѓето? Бараат ли да се сликаат со тебе? Претпоставувам дека да. Да, па доста луѓе сакаат да се сликаат затоа што еве веќе можда 7-8 години од кога
дојдов до некоја популарност и да не претерам, сигурно преку 2000 души си имаат сликано со мене и така да многу сум позитивно настроен кон тоа, затоа што секој еден естраден уметник треба тоа да го прави, затоа што публиката е главниот фактор за... Публиката му е најголемиот, нели, доказ за она што го работи. Најгласно запеа на македонски јазик среде Белград, да кажеме. Какво беше чувството да се представува Македонија на македонски јазик пред жирито, пред целата публика, на македонски јазик, пеењето, се на македонски јазик? Од каде желбата во звездите на Грант ТВ ти веќе повеќе пати? Кога за прв пат се пријави и што очекуваше од тоа шоу? Сакам еве подетално. Па да, мислам, пријавувањето беше многу сосема спонтано. Ја видов рекламата на телевизија 2 дена пред аудицијата и имав едноставно желба да се пријавам, не само да ги покажам моите способности, едноставно да пробам како е на едно такво шоу надвор од границите на Македонија и едно добро искуство. Мојот прв настап предизвика такви бурни реакции затоа што имав само 14 години, а бев многу весел, слободен и опуштен на сцената. И мојот така се сеќавам, пееше нешто од Зорица Бунслик. Да. Така. И мојот прв настап има преку 2,5 милиони прегледи на YouTube и така да преку ноќ за еден ден достигна 300.000 прегледи на YouTube и мене ми беше, значи, стварно многу... Види ти она што го носиш во себе не се купува со пари, тоа да се разбереме дефинитивно, имаш некоја посебна звезда и секако и посебна желба да напредуваш во оваа професија и овој занает, така да тоа се гледа на сцена. Па да, многу бев позитивно настроен затоа што пред се знам колкава популација и колку голем број на публика ме гледа и така да бев презадоволен иако тогаш не поминав, затоа што сепак бев дете, 14 години у тој период и бев во фаза на мутација, но сепак успеав да отпеам добро и задоволен сум од севкупно како што испадна. Така, меѓутоа еве на крајот некако неславно заврши жирито на звездите на Грант, те испратија без ниту еден глас. Сметаш ли дека не е коректен таквиот начин? Па мора да бидам искрен. Очекуваше ли? Секако дека не, никој не би очекувал такво нешто, затоа што да дојдеш едноставно да поминеш 5 круга во километража да собереме, јас сум потрошил преку 5000 километри одејќи натаму и на проби и на се вкупно. Пакови тестови, тестови, да, едноставно се. Меѓутоа, така, ете тоа да го тргнеме на страна, да ги сметаме само трудот, само љубовта кон она што ти го прикажуваше, нели, пред малите екрани таму на таа цена, сето тоа би требало, јас според мене, еве вака, нели, субјективно, би требало да се награди со некој глас. Па да, ја мора да бидам 100% сега искрен, затоа што секогаш искрено кажувам, значи сум отворен како личност, значи не сакам некои манипулации да правам. Од првиот до четвртиот круг, значи едноставно жири комисијата немаше што да ми замери во врска со пеењето и до тогаш едноставно, како да кажам, сум им бил мил, а сега одеднаш сум им станал немил или антипатичен како некои луѓе што кажуваат. Значи не се работи до тоа, едноставно веќе во петиот круг, уште 2 круга има до самиот крај и едноставно сето ова е направено за како не би ги згрозил нивните кандидати, но мислам дека не е фер и коректно еден таков однос спрема било кој кандидат. И еве потенцирам искрено за секој кандидат што планира да се пријави во ваков тип на шоу, мислам дека треба длабоко да се распраша што треба да прави, како да прави и дали воопшто да се пријави. И која е позадината може? Затоа што веќе во игра станува и многу други теми, многу што не би ги детализирал. Секој треба да си го цени своето и својот квалитет. Јас
знам колку можам, но никогаш не сум рекол дека сум најдобар, но дека сум заслужил да бидам дел бар од баражот во пети круг, затоа што знаев дека нема да поминам, затоа што веќе други работи се вртат околу поминувањето во шестиот круг, но како и да е, јас сум задоволен од севкупно сите мои настапи над звездите на Гранд. И треба да бидеш, зашто повеќе или помалку тоа не треба да влијае на тебе, ти си веќе еден изграден, млад и успешен човек кој што несомнено оди по својот трасиран пат, а тоа е дефинитивно оној вистинскиот пат. Е сега едно тука блиц прашање, на кого од жирито би му забранил да пее? Па на никого не би му забранил, но пред се еве имаше, затоа што после моето заменување Јелена Карлеуш коментирала демек како публиката, мислам, жири комисијата не треба да ме гледа како забавувач, но мислам дека еден пејач не треба да биде здрвен и статичен на сцената, затоа што ако не заиграш, не дадеш енергија од себе, едноставно никој не ќе да те гледа, едноставно мора да бидеш весел, човек позитивен, да, и да зрачиш и со емоција и со, значи ова сето го кажувам, едноставно Јелена Карлеуша сето тоа што го изнела, нема ни да реплицирам, едноставно за мене сосема небитен коментар. Така, сосема небитен коментар, бидејќи ти паралелно со звездите на Гранд, веќе нели ја тераш својата кариера, скоро 7 авторски песни во подготовка прв албум, ајде повеќе за тоа. И за најновата песна секако. Да, па мојата прва песна беше Жта Тиквешка. Пред се оваа песна ја снимив затоа што студирам на Универзитетот Гоце Делчев Штип, на оддел на енологија, и така да песната се работи за ракија и за вино и е доста добро прифатена во Тиквешкиот регион. Интересно. И така да е на доста интересна мелодија, која што ќе пали и гаси на свадбите, така речено. Кој ќе почнат сега сме, нели, пандемија. Се надевам дека во скоро време сето ова ќе заврши и ќе можеме да се вратиме. Да се опуштиме и да заиграме. Да. Мојата втора песна беше Сине мој, ангел мој. Значи на Жта Тиквешка и на Сине мој, автор на музиката и текстот е пејачот Орце Стевковски. Мојата трета песна беше Љубов моја, ќе се женам јас само моја. Автор на Љубов моја, на ќе се женам јас и на само моја е господинот Стојан Лазаревски, го поздравувам во оваа прилика. Музика и аранжман е Славко Ристевски, продуцентот кој што ги снимам песните во Прилеп. И така да секоја моја песна е отпеана со многу емоции, со многу чувства. И секој досега што ги има слушнато може да го потврди тоа. И сега за новата песна, мало лево, мало десно. Песната е на српски јазик. Беше ли тешко да се совлада српскиот јазик за тебе? И ајде повеќе за неа, односно, нели, снимени спот, овде ја чинам во Скопје. За текстот, за соработката, со кого се соработуваше, колку траеше процесот на, нели, спремањето на оваа песна? Па автор на Мало лево, мало десно е исто Стојан Лазаревски. Музика е Славко Ристевски, исто и аранжман. Александар Спасенцовски го реализираше видеото. И баш мора да бидам искрен, кога го снимавме сето тоа, беше многу ладно. И толку ладно што и ветер дуваше и во секој момент можеше да заврне, но веќе кога сум се договорил, сакам се тоа професионално да биде завршено до крај. И баш еве неколку пати го потенцирам тоа и да е минус 20, кога веќе се решил професионално да се занимаваш, мора сето тоа да биде завршено како што треба. Е сега во спотот се појавува и твоја пријателка, односно другарка. Ќе ја поздравиме и неа тука и ќе ја споменеме секако. Да, секако глумица во спотот беше Александра Стојановска. Мислам дека сосема во ред се испадна, секогаш може подобро, затоа што едноставно и времето е многу битен фактор. Едноставно беше облачно, мрачно, но веќе не ќе да преправам затоа што сум дошол од Неготино.
пак да идам за Скопје, па друга ден да договарам, а секако имам и секојдневно и други обврски. Так, Велешанец, сега живееш во Неготино и таа релација, прашањето ми е колку те изморува, можеби Велес, Неготино, Србија? Се привикнали веќе? Па да бидам реален, патувањата не ми паѓа така тешко, но патувањата до Србија и такако тешко, затоа што треба да одиме до хотел. Па од хотел да одиме кај менторот, па кај менторот па у студио, па назад во хотел и така да е една долга релација која што, мислам, стварно кога ќе се вратам во Македонија, ми треба една рестарт. Таква релаксација и одмор, сигурно една недела за да можам да дојдам при себе, затоа што целосно се посветувам на тоа. А сега јас предлагам овде да ја слушнеме мало лево, мало десно, ќе ги поканеме и нашите гледачи да уживаат во твојата најнова песна, па потоа се враќаме со разговорот. Хеј малена, хеј малена, малена, имаш очи црне боje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Hej malena, malena, imaš oči crne boje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Ulicama sam ja šetam, hoću tebe da sretnem ja, s pogledom da te pratim, a sa rukom te uhvatim. S pogledom da te pratim, a sa rukom te uhvatim. Hej malena, malena, imaš oči crne boje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Hej malena, malena, imaš oči crne boje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Svi se oko tebe vrte, svi te žele srcu svom, a ti gledaš levo desno, da ugledaš mene mladić. A ti gledaš levo desno, da ugledaš mene mladić. Hej malena, malena, imaš oči crne boje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Hej malena, malena, imaš oči crne boje, gde da ideš, gdje da bežiš sad, ti ćeš biti samo moja. Еве сме повторно назад во студиото. Александар, кажи ми, важиш за позитивен, доста позитивен и ведар лик, што може тебе да те изнервира? И како најлесно се смируваш? Сите те знаеме како насмеан, меѓутоа, што стои позади онаа друга страна? Па да бидам искрен, јас скоро па никогаш не се нервирам. Мислам, можда нешто минимално се изнервирам, али тоа како секој нормален човек, затоа што не секогаш испаѓа според планираното, едноставно, и мора да кажам, за оние луѓе кои што
негативно го доживеа ова со Звездите на Грант, би ги запрашал како би се чувствувале да се на моје место. Секој има право да коментира нормално. Јас не го спорувам тоа. Нормално дека секој на секого не може да му се допаѓа, но пред било какви коментари или навредливи зборови упатени кон мене, треба, мислам дека секој еден да си стави прст начело. Зошто го кажува и со која причина? Затоа што мислам дека ние како македонски кандидати пред се треба да добиваме поддршка најголема од Македонија тука. Значи без разлика на дали добро отпеано или лошо, али мислам дека до сега сум немал некој таков лош настап никогаш до сега. И така да би им порачал и на сите оние кои што едноставно ми се хейтери или што не ме обожаваат, да прегледат низ мојата биографија колку и што имам направено и снимено, па и секако зошто да не да почнат да ми бидат обожавателни. Фанави. И мора уште едно нешто да напоменам. Моја најголема поддршка што се однесува и во животот и во кариерата, мој менаџер Блажо, господин Блажо, и кој што морам да напоменам дека е еден најбитен фактор во мојот живот. Ке го поздравиме овде, господин Блажо. Кажи ми што да очекуваме следно од тебе и колку пандемијата која живееме со COVID-19 може би ги промени твоите планови? Па, ова пандемија стварно доста работи ми промени, затоа што имав доста понуди, доста настапи. Се случуваше во месецот да имам и од 6 до 7 настапи и бев многу добро прифатен кај публиката. Сегде каде што сум пеел, сегде било фул и знаат каква добра забава правам. И баш последниот мој настап беше 3-4 март. И тука веќе настана сета таа еуфорија и пандемија, и така да тој настап баш и долго ми траеше, сигурно преку 4 сати пеење, и така да сум се изнапел, така речено, пред да настане сета ова пандемија. Многу сакаш да го пееш Јордан Митев, а јас многу сакам да го слушам Јордан Митев и сакам еве ако е можно овде еден дел од некоја негова песна, еден рефрен да ни запееш во живо. Може. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се. Избриши ги созите, кога иде крај на се. Немаш сили повеќе, и тогаш не заборави. И да добри денови, наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Секоја чест, вториот Јордан Митев. Готово. Благодарам. Толку. Кажи ми за соработката со Јордан Митев. Дали може би многу песни испеа од него во Звездите на Грант, дали може би ти идол? Па да, доста комуникации и соработки имав со Јордан Митев. Бев специјален гостин на неколку негови настапи тука во Македонија и стварно ми беше едноставно голема чест и задоволство и ми е еден од омилените пејачи тука во Македонија. Го поздравам многу во оваа прилика затоа што после мојот прв настап во првиот круг, затоа што пеев негови две песни, објави цел реферат на неговиот Facebook профил и му благодарам од срце затоа што на денешно време еден таков уметник да ти оддаде почит и признание за сето тоа што сум го направил јас, мене премногу ми значи. И како нема да ти значи, секако. Аце, што ќе им порачаме на нашите гледачи, на твоите фанови, па и на твоите хейтери, колку и да сте малку? Па им порачувам што повеќе да ме слушаат.
и да ги слушат Има да моите ме песни. слушате? Да, затоа што јас сум многу навикнат и на таа некоја си негативна страна. Едноставно сум отпорен од тоа Така, сето. тоа те направило ова што си Да, денес. едноставно во ова професија едноставно мора да бидеш подготвен и на позитивни и на негативни. Секоја критика мене ми представува, ми дава една голема мотивација како да продолжам понатаму, да се надградувам сам себе си и секако да бидам се подобар и подобар. Јас ке ти честитам, ке ти се поклонам за се што правиш, за сиот успех досега, за сета истреност во ова што го работиш и за секоја желба да бидеш нели подобар и подобар. Ке ти посакам уште многу успеси, да се видиме, можеби и на промоцијата на твојот прв албум. Да се видиме без пандемијата на COVID-19, да дојдеме на концерт кај тебе. И секако да си поминеме убаво. Телевизија Сонце секогаш ќе биде овде отворена за тебе да ги следи твоите успеси. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи и мило ми беше што бев дел од оваа ваша прекрасна емисија. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Темелков, момчето од звездите на Грант, кое што навистина го освои цел Балкан. Се надевам дека уживавте во оваа прекрасна емисија. Јас овде при самиот крај упатувам посебен поздрав до моите пријатели од бутик Мај Мода, кои што се наоѓаат во центарот на Скопје, кои имаат нова колекција и кои можете секако секојдневно да ги посетите во нивниот бутик или онлайн да си нарачате. Исто така, посебен поздрав и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ви закажувам средба за 7 дена. До тогаш, бидете поздравени и чувајте се.